Градоначалникот Костадинов изврши увид во изведбата на втората фаза на Домот на културата во населеното место Куклиш. Првата карабин фаза заврши со инвестиција од 9 милиони денари, а втората фаза чини 10 милиони денари и ќе опфаќа водоводна, електрична како и кровна инсталација. Костадинов смета дека овој проект е особено важен за жителите на ова населено место, бидејќи после опожарувањето во 2013 Куклишани повторно ќе добијат место за повеќе генерации и намени, кои ќе располага со капацитети за театарски изведби, настани за културно-уметнички друштва, простории за пензионери, како и литературно катче, односно библиотека. Станува збор за втора фаза, првата е веќе завршена во однос на изведба на карабината со инвестиција од 9 милиони денари. Втората фаза опфаќа водоводна инсталација, електрична инсталација, кровна, внатрешно преградување со ѕидовите, поставување на кров со 10 см сендвич панел, што е дополнително подпомага во однос на самата изолација на просториите. Имавме можност да ги видиме, овде е големата сцена веднаш до нас, овде е лобито каде што ќе биде приемот на гостите, горе имаме библиотеката, ги имаме просториите за културно-уметничките друштва, имаме посебни простории за пензионерите кои што ни се особено важни на нас. Куклиш има пензионери кои што се доста активни во општествениот живот, во целата општина Струмица и навистина пред се еден прекрасен објект, пред се е достоинствен каде што ќе можат и оние најмалите и повозрастните кои што членуваат во културно-уметничките друштва да одржуваат своји активности во Домот на култура и за целото село Куклиш ќе имаме една прекрасна библиотека која што ќе влезе во третата фаза со интериерното уредување. Знаеме дека во 2013 се случи едно сериозно опожарување на Домот на културата, а во исто време знаеме дека Куклиш има еден од најактивните културни уметнички друштва во општина Струмица, тоа е културно-уметничкото друштво Браќа Минкови, кое што пред 2 години прослави 50 години од своето постоење и навистина една одговорна локална самоуправа мора да размислува за мотивирање дополнително на таквите културно-уметнички друштва да творат, за да имаме, не знам, активни населени места, активни села кои што ќе продуцираат со познати имиња со кои што ние сите се гордееме. Покрај активностите во Куклиш во тековната година, градоначалникот најави и изградба на парк со соодветно уредување во село Банско, на местото на стариот Дом на култура кој повеќе не е во функција за жителите од ова населено место. Оваа година ќе имаме рушење на постоечкиот Дом на култура и набарање на жителите. Местото каде што е лоциран стариот руиниран веќе објект на Домот на културата ќе биде парк со партерно уредување, зашто ќе биде нарачен посебен проект кој што ќе биде усогласен со барањата на жителите на Банско, особено на турската заедница која што ми е мене особено важна, која што треба да ја негуваме и која што мора да ја инкорпорираме уште повеќе во однос на креирањето на локалните политики. Втората фаза на Домот на културата во Куклиш ја гради фирмата изведувач Гонилукс од Кичево, која градежните работи треба да ги заврши во време траење од околу 5 месеци.